Здраво, пријатели, здраво сограѓани. Кога голата и проста лага стана вистина, ми се случи Груевски мене, ви се случи вам и се случи на нашата генерација. 12 години сум активна во граѓанскиот сектор. Првиот ден кога станав активна, го помнам како денеска. Тоа е денот кога за прв пат ги запознав децата сместени во специјалниот завод Емир Капија. По нив ги запознав и работев со децата без родители и децата во конфликт со законот од 25 мај Ранка Милановиќ. По нив ги запознав и младите корисници на дрога, и сексуалните работнички од скопските улици, ги запознав и ромите од Шуто Оризари, ги запознав и жртвите на семено насилство, и со сите нив работев како социјален работник. И тогаш сватив дека не се тие единствените луѓе исклучени во ова општество. Меѓу нив сум и јас, меѓу нив се и многу млади луѓе. На сите нас ни одземена слободата. Слободата да ја живееме нашата младост, додека други страдаат, да зборуваме гласно, додека други се безгласни, зашто никој не го слуша нивниот збор, зашто ние не можеме да учествуваме рамноправно на владините конкурси, зашто победниците однапред се знаат. И последно кога почувствував дека ми одземена слободата, е моментот кога помислив на иднината на моето дете. Јас ова веќе не го можам. Единствено останав јас со моето достоинство и мојот глас. Мислам дека доволно бевме љубезни и трпеливи. Сега сме гласни и проактивни, заедно движиме до вистината, заедно движиме до слободата и промената која сакаме да ја видиме. Не сакам да слушам што ми е дадено, не сакам да слушам што ви е дадено, не сакам да слушам што им е дадено на работниците, што им е дадено на сиромашните, што им е дадено на ранливите. Ништо не ни е дадено. Многу и бездушно ни е земено. Кој е тој кој што се обидува да даде нешто што и онака ни припаѓа? Кој е тој никој и ништо во нашите животи, кој што се обидува да биде нешто во сечи живот? Да, подршка и од мене за. А се обидува да биде секој или некој во сите наши животи, затоа што се изгубил себе во лавиринтот на лицемерието, во нарцисоидните погледи во водата која што бесконечно тече и на крајот ќе го одвлече. Да, Груевски, во твое време на половина од корисниците на социјална парична помош им беше укината помошта. Да, Груевски, за 100% се зголеми бројот на граѓани и работници кои што се повредија на работните места или починаа на нивните работни места. Да, Груевски, во твое време се експлоатираат работници во Дрексел Мајер. Да, Груевски, во твое време Кежаровски и неговото семејство останаа без екзистенција. И да, Груевски, во твое време цели семејства живеат под мостови со нивните деца, а ти делиш социјални станови на вработени во јавна администрација. И уште многу од живењето ни зема, но не можеш да ни го земеш достоинството. Пријатели мои, молчењето е подршка на злосторството, кој што секој ден ни ја зема слободата, насмевката, лебот и иднината на нашите деца. Верувам сите вие кои што ме знаете од претходно се прашувате зошто сум тука? Зошто активист за социјална правда треба да биде дел од политичка партија? Затоа што верувам дека на Македонија и требаат политичари кои што може да ја разберат немокта на оние кои што се ранливи, кои што може да ја разберат судбината на немокните, кои што може да ги разберат различните. Затоа што верувам дека промената тргнува од мене, па во моето обкружување, па дури понатаму може да очекувам да ја видам во општеството. Зашто сакам Македонија во која што детските насмевки не се луксус,
Затоа што детската сиромаштија не смееме и не можеме да си ја дозволиме. Зашто сака Македонија во која што граѓаните работат и со заработеното може да живеат. Затоа што сакам Македонија која што ја градат работници и Македонија горда и со полна поддршка за своите работници. Затоа што сака Македонија која што се грижи за болните и немокните, затоа што сака Македонија која ги сака граѓаните. За таа Македонија ќе се борам и не дозволувам никој да ми ја одземе волјата за промена. Груевски денеска на 10-тиот ден од нашето заедничко делување ти порачувам дека сите ние заедно имаме желба, умење и страст да се бориме против социјалната неправда која што ти во изминатите 10 години ја направи неиздржлива. Сите ние заедно ќе ја поставим патеката до социјална правда. Никој не е доволно умен за сам да постави патека до социјална правда. Нема да биде лесно, нема да биде за еден ден, нема да биде за еден месец, нема да биде ни за една година. Но заедно знаеме што сакаме. Сакаме Македонија држава на социјална правда. Македонија која што нуди можност и поддршка на секој граѓанин. Затоа што верувам во вас, затоа што верувам во капацитетот на секој граѓанин, во потенцијалот на секој граѓанин и само такво општество на шанси и можности може да донесе до развој. Благодарам.